Кога еднаш Сега снимаш? Снимаш и пренеска? Се враќаме со втората епизода на Комка со третата сезона. Трета ли? Па трета ја нареков дека е, не знам дали е трета. Знаеш кога трет циклус ке ни дое. Првен беше со Митко, па после беше малце со Дација, ма многу малце епизоди имаше и сега сум као нели. Ама чекай бе, првиот Комкас ми ја... Не, за видео правиме. За видео, да, добро. Ама чекај, ако го ставиме аудиото у приказка, уствари тоа ќе имаме многу. Тоа ќе имаме ова ќе биде пета или шеста ке му дое. Сакам да кажам, дека аудиото кој ќе го ставиш од почеток, пошто прв Значи, Комкас аудио. едни од татковците на Комкастот во Македонија, Пионер на хаус музиката. Пионерите на хаус музиката, добро. Се враќаме со Комкаст втора епизода, оваа со сеат супер помина, така и очекувавме и нормално кој ќе отвориш така со еден нинџа, мораш да имаш и втор нинџа одма во следната епизода. Најав дека ќе имаме сериозни гости, луѓе кои што се основоположници на комуникации, кои што со долги години го одат патот за да тоа остане така како што е. Мите? Значи се сеќаваш кога пред многу години, па нешто беше 2012-та, 11-та, 12-та, кога правевме концептот за првиот Комкаст, за првиот подкаст, па вака Со ќе има сценарио го прави? Со сценарио, да. Значи На Celtics тогаш една програма беше, сега веќе не е слободна. Можеш да купиш, ама тогаш имаше платена и фри верзија на Celtics, имаше добро и за баш за аудио, имаше посебни делови за што сакаш да пишеш, имаше баш за аудио, тогаш со сценарио го правевме првиот Комкаст. Со музика во позадина, да. Убаво беше. И после станавме многу поискусни и сега тотално без сценарио, без подготовка, односно со минимална подготовка, ќе зборуваме за подкасти на нашиот комуникацијски подкаст. Само да спомнам дека Стречерси само што ги снимавме. Трета епизода од четврта сезона. Значи, традицијата за оваа сезона налага дека секоја епизода на комуникација и подкастот ќе мора да ги спомнеме и Стречерси. Да. Рековме ќе зборуваме за подкаст. Имаме некој втор бран, така наречен, на популарност на подкасти. Со тоа што мене ми е малце конфузно и тогаш беше подкаст како подкаст малце чуден збор, а сега веќе ги имаме на YouTube, ама и на Spotify, и на iTunes, и на Google Music, и на 16 други платформи, и на SoundCloud. Па добро, подкаст зборот го надмина своето првично значење, тоа во терминологија ако беше нинџето, тука може и подобро ќе го објаснеше од мене, меѓутоа од прилика е дека знакот премина во символ, затоа што пред кованицата беше од iPod и од кастинг, па се спои тој подкаст и претежно луѓето на почетокот слушаа на iPod подкаст и за тоа беше таа кованица. Меѓутоа сега тој збор не го означува тоа, означува сосема нешто друго, па затоа е повеќе поминато да речеме во символ отколку класично означување на нештата. И затоа сега имаш на времето, знам дека никогаш ако е видео не го викавме подкаст. Се викаше влог, као блог видео, блог влог. Ама сега подкаст се зборува и за се што е ставено на YouTube, а има и некоја аудио форма. И генерално најверојатно поради тоа што луѓето уживаат да слушаат на својот на својата омилена апликација и затоа е потребата да направиш дистрибуција на сите канали за подкаст. Па затоа го имаш Spotify, го имаш SoundCloud. Иако Spotify е претежно за музика слушање, меѓутоа очигледно поради бранот на новиот бран на подкаст и популарноста се вклучи и во тој бизнес. Сега тука приказка јајцето го кошката. Дали Spotify учествуваше во тоа да го врати, да речеме, сјајот на подкастот во овој некој втор бран, кога дозволи и почна да објавува подкасти на својата платформа, или обратно, заради тоа што не сакаше да го испушти тој бран, Мислам дека е второто. Второто, Да, некако пред Spotify да стане толку популарно за слушање на подкасти, веќе беше појавен вториот бран со This American Life, американски, двата се американски подкасти и The Serial. Тие се два подкасти кои што го вратија подкастот во неговиот сај кој што беше
да речеме пред 10 години. И има еден огромен барем бум во Силиконската долина, отприлика да си ги објаснуваш бизнисите преку подкаст. И најверојатно тоа доведе да овие неколку сервиси да ги вклучат подкастите во нивните апликации, иако како што кажав, Spotify не е смислена апликација за да слушаш подкасти, туку е смислена за да слушаш музика, например Google Podcast и да речеме на апликација што ја користам на Android телефон, која што можеби е најдобрата апликација за подкасти, го заборив името како беше точно. Платена е, значи нема фри верзија. Се смислени за тоа да сервираат подкасти. На кој начин се зачленуваш или додаваш подкаст таму, фидот го ставаш како URL или го пребаруваш од различни мрежи? Во таа платената. Во платената е обично бараш. Например, ако знам New York Times Daily, што е секој ден што го објавуваат подкастот, барам тој подкаст да го најдам. Значи има свој директорија. Да, си има свој директорија. Ако сакам Watch подкаст, например, што е за NBA, го барам тој. Ама генерално мислам дека не сум сигурен, меѓутоа генерално можеш да внесеш и фит ако сакаш да внатре во самата апликација. Прашањето ми е затоа што измината недела истражував малце да видам што се треба да се направи за да се пријави подкаст на различни платформи. И нормално најлесно е да ти користиш сервер платформа, односно хостинг платформа за аудио фајлови, која што после тоа со неколку клика автоматски ќе прави редистрибуција на твоето содржина на различните платформи, само со некое поврзување и слично, и на тој начин го прави тоа достапно. Мене ми изненади, например, кога го преварував комуникација подкастот, дека го најдов на Google Podcast, без притоа јас никаде да го привам, меѓутоа си има посебен фид плагинот кој што го користиме во позина на и го фанал, го индексирал. Си го фатил, си го индексирал, си го начекал, тоа што ги немаше премногу епизоди, ама и немаше ништо преголема активност, не знам од кога почнав тоа Google Podcast да функционира. Малку истражував околу Spotify, се запнав да го привам на Spotify, ама заради тоа што нели како земја не сме признаени, па мора акаунт да имаш таков, па да приваш. Мора VPN да користиш, па да, па малце некако. Јас затоа одбивам да користам Spotify затоа што не е достапен во Македонија. Google Podcast апликацијата пред една година ја направи редизајн и е би рекол едно од најдобрите моментално, сега дури ми е добро, на времето немаше таква апликација онаа која што ја платив, затоа сум ја платил. Ама на пример во тоа време ако имало Google Podcast никогаш не би ја платил таа апликација, а ова е баш слободна, бесплатна за користење. Уште малку само ретро приказка, чисто хронолошки да одделиме почит за првиот подкаст во Македонија, подкаст на Гораст беше, како се каже, Гроздановиот, не. Гроздановиот подкаст беше. Што технички му помагаше да го прави Джоле од Санс, кој што долго време работеше во Google, не знам дали уште таму. Чекај, Струмјан немаше исто нешто? Покасно мислам дека беше. Мислам дека првиот беше Гроздановиот подкаст и беше ми се чини на екс новинар во пензија Чичко Старко што се одамна веќе починат и баш имаше онаков милозвучен филм глас, мислам дека беше од МТВ, од Македонско радио новинар. Македонско радио мислам дека беше новинар. Да. Има една содржинска разлика во однос на подкастите и новиот бранш што се случи. Например, првите подкасти, да речеме, одеа во стил на онака можеби класика новинарство, па повеќе беа блогерски во суштина. Да, значи блогерите стана некоја информација која што се разработува на начин во кој што притежно е она со превртена пирамида класика. Да, имаше и тогаш подкасти кои што беа надвор од ова, кои што беа класични онаа радио шоуа да ги речеме, или имаше онаа фикција, знаеш, онака драма, радио драма, ги имаше и тогаш. Меѓутоа сега новите подкасти, ако и на New York Times што е daily подкастот е наративен. Значи те воведува во целата приказна како да гледаш филм, не е како да знаеш најбитната информација на почеток. Сосема изместена тој новинарски пристап. Не ја даваш барем во подкаст што е сега трендот, не ја даваш онаа класиката. Најбитната информација на почеток, па после ако слушателот сака да дослуша, ќе дослуша. Значи не е битно тука очигледно не сторителингот е различен, да. Раскажувањето на приказната е баш градење на карактер,
поставување на атмосфера, влегување во неговата малце да речеме интима и неговиот начин на живот, зависно за кого ја правиш приказната, и на крај доаѓаат оние, да речеме, главни пораки на крај. Во текот на целото раскажување. Например, на Дейли имаше многу добар подкаст за Берни Сандерс, за претседателскиот кандидат. Тој беше буквално така, например, они не почнаа со скорешното негово проблеми со здравјето кога доби инфаркт, туку прилично наративно го раскажуваа и некаде на средина почнаа да зборуваат како неговото сегашно здравје може да му влие на неговата номинација за кандидат на Демократската партија. Значи скоро се изместен. Повторно се враќаме на оној муавет што го дискутиравме и го отворивме со Сеат минатиот пат. Во смислот дека има поспора, потемелна, подобро обработена содржина која што ти дозволува онака да се препуштиш на тоа и да слушаш и да се задлабочиш во одреден проблем. Значи бегаме од онаа динамика секојдневна во која што само се расфрламе со наслови и она парчиња од информации кои што летаат наоколу и сакаме во текот на денот, као што не знам, помладиве можеби седнуваат и гледаат 2-3 сати навечер YouTube или од Сабајле за да прегледаат нивните омилени јутјубери што правеле или што снимили, што објавиле овие денови. Дали може да кажеме дека некоја повозрасна публика се уште не оди кон YouTube каналите, меѓутоа можеби полесно се поврзува со овој аудио формат. И без разлика што јас сметам дека добар дел од нив и добар дел од подкастите ги слушаме и како видео, односно ќе го пуштиш у позадина на YouTube и си тера. Тоа баш сакав да ти да го кажам, например, кога пред 10 години кога работевме повеќе дебата како организација, имавме еден тон материјал снимени дебати. И тоа беа видео дебати. И тие дебати имаа доста прегледи. Меѓутоа во еден момент имавме ситуација во која што дел од нашите корисници не прашаа зошто се само видео, зошто не ги направите и аудио, и онака јас ги слушам дебативе додека сум на работа. Го пуштам YouTube, го спуштам доле и си продолжувам со работа, а на слушалките го слушам. И тогаш се треба да сватите зошто они тогаш побара да не биде видео формат, затоа што интернетот не беше толку брз колку што е денеска и дополнително немаше толку неограничен бендвит како што имаме денеска и само бараа многу поедноставна форма како они би го слушале тоа кој и онака само го примаат како аудио форма, без разлика што видеото оди во позадина самиот факт што имаш ти, ние имаме статичен кадар, немаме промена на кадри, немаме промена на динамика, седнуваме, јас ти зборуваме. Генерално нашите експресии, значи нашите да речеме чувства и посветеност на тема или страст преку гласот може да се доди. Нема потреба толку многу се ти да гледаш дали јас со очите ќе мрднам вака или ќе мрднам така. Да. И само уште една работа, оно што го спомна за должината, значи мантрата беше младите не сакаат долги работи, мора да видиш се пократко и на крај се доведовме на новинарство на наслови, што не е новинарство или како беше она, не работат новинарство, прават постери. Да, брилјантно. И меѓутоа ако ја земеме од забавната индустрија, особено со стриминг сервисите, навиката на младите да седнат и да гледаат 10 сати серија. Значи очигледно нешто им го задржува вниманието. Не е дека они немаат внимание, дека нивното внимание е кратко. Едноставно содржината не е прилагодена за нивните вкусови. И сега има тука може да правиме дебата кога треба да користиме подолга форма, кога треба да користиме кратка форма и така натаму за они да бидат информирани. Меѓутоа како и да е, враќањето и сега малце е глупо, знаеш, го викаат long form journalism или Уствари треба да е оригиналниот журналист. Тоа е всушност оно што пред да речеме дека оваа мантра треба пократко. Тоа беше новинарството кое што ние секојдневно го користевме и го конзумиравме. И сега најверојатно за да се ребрендира на некој начин тоа класично новинарство што беше пред 10 години, што за нас најверојатно е класично, за новава генерација не е. Ради ребрендинг за да биде некоја звучна
некое звучно име го крстија long form journalism. Guardian многу експериментира, не експериментира, многу добро го работи тоа. Има еднаш, може да се претплатиш еднаш неделно, ти испраќаат на мејл текстови кои што ти треба, зависно колку брзо читаш и зависно колку ја знаеш темата на која што читаш, некаде од пола саат до 45 минути за еден текст. Меѓутоа кога ќе го прочиташ тој текст, ти се чувствуваш дека дента си информиран, дека си научил нешто, дека си дознал нешто. Кога одиш на ова со читање на наслови, знаеш, ги имаш површината и знаеш дека некаде се случило нешто, некој направил нешто, меѓутоа ниту имаш контекст, ниту имаш поврзување на зошто тоа така се случило. Едноставно е само врвот од ајсберг. Од сантата мраз. Вториот бран е тука. Во првиот бран кога дискутиравме на истиве теми, мојот беше дека во Македонија не може да се очекува толку многу да има доминација, односно популарност на подкасти, затоа што во основа ние немаме долго време на патување. Што или немавме технологија, или немавме навики и така натаму. Основната работа тогаш беше дека немаме индивидуалци кои што трчаат премногу по кеј, кои што возат точаци, возат мотори и кои што патуваат во автобус секој божи ден по повеќе од 40 минути. Денеска мислам дека добар дел од овие работи се исполнети како предуслов. Значи имаме луѓе со слушалки научи се повеќе и многу почесто по автобуси, по терени за трчање, во точаци и така натаму. Се уште немаме подкасти. Точно е дека нема дека таа беше претпоставката тогаш, дека во Македонија не заживеа подкастот како што заживеа во западните, да речеме, земји, затоа што сметавме дека луѓето не патуваат до тоа делумно, да. Иако не е точно, например 20 до 30 минути на секој му треба да стигне од точка А до точка Б кога зема јавен превоз. Тогаш беше поефикасен. Тогаш беше поефикасен, добро. Има една друга компонента. Значи сите овие се исполнети сега услови. Има луѓе што џогираат се повеќе и повеќе, има луѓе што се повеќе и повеќе во заточек. Сите од нив се иако ја генерално не сум баш љубител додека возиш точек и додека трчеш вајде на некоја си патека каде што отприлика знаеш дека е безбедно е окей, меѓутоа кога гледам луѓе со точаци друго ниво на дискусија тоа. Ти во коло имаш музика пуштена. Ама не си исклучен од не си исклучен ни вака, сега. Тоа сега да кажам. Третото една работа што сега можеби е дополнителен плюс за можност за успех на подкасти во Македонија е што веќе многу лесно може телефонот да го поврзеш со колата. А многу луѓе слушаат радио од точката на патување работно место до дома. Сега треба да се создаде навика за слушање на подкасти. Проблемот е еден, од економија, нели? Ако нема понуда, нема ни побарувачка. Зависно која теорија ја прифаќаш. Има и обратно. Ако нема побарувачка, не може да има и понуда. Меѓутоа во овој случај најверојатно треба да се оди на варијантата дека мора да се создаде понуда, да се понуди понуда всушност, да се создаде еден добар дел, добра архива на подкасти кои што се редовни, кои што се произведуваат, за да можеме да предизвикаме таа крива на побарувачка за такво нешто. Токму поради тоа и поради овие причини ние односно види вака ќе пробаме врз основа на истражување, тоа мислам дека ќе биде прв пат можеби и во регионов, али во Македонија сигурно, врз основа на истражување да видиме дали има логика првен да се прави подкаст во Македонија, кои се навиките на луѓето додека патуваат, дали сакаат да слушаат аудио содржина, ако сакаат да слушаат аудио содржина, каква аудио содржина сакаат да слушаат, и дали сакаат таа аудио содржина да им оди непречено во однос на тоа што прават на мобилниот телефон. Затоа што имаш ситуација во кој што некој сака да слуша аудио содржина и при тоа да гледа фотографии на Инстаграм, а имаше некои други кои што можеби сакаат да слушаат аудио содржината и да добиваат дополнителни информации во текот на слушањето на содржината.
Јасно, чепкајќи по чепкајќи телефон. по телефонот. Меѓутоа како и да е, треба да ние ќе пробаме да направиме истражување за ова и врз основа на тоа да одлучиме дали прво има логика во Македонија да стартуваш подкаст. Да, Дури и да нема логика, ние То. би оделе на стартување на подкаст затоа што ја сепак мислам дека ја нема поборувачката затоа што нема понуда на подкаст. Јас убеден сум дека не е преголема критична маса во овој момент, меѓутоа има луѓе кои што си имаат свои омилени подкасти или подкастери кои што редовно си ги слушаат. Значи им се претплатени на еден или друг канал, на еден или друг начин, дали е тоа Spotify, дали е тоа Google Podcast или било која друга апликација, па и iTunes, нели, вклучувајќи го тоа. Уште на времето имаше нормално, меѓутоа добар дел се ние странски, дали се технологија, дали се не знам новинарство или некакви колумни или некакви ставови, анализи и слично. Сега јас сепак сум убеден дека би требало да се понуди нешто. Како форма не е премногу скапа воопшто за да се создаде, да се isproducира. Поевтина е од видео, иако денеска и видео не е никаков сериозен технички проблем. Она што треба е, нели, да се направи некаков план и да се екзекутира. И да може да се издржи до одредена фаза во која што ќе се очекува некаква економска или пазарна оправданост. Пред да го започнеме Маведов, јас читајќи некој текст баш за тај втор бранд на подкасти, ме инспирираше еден дел од Муабетот дека подкастот како форма нема реклами кои што ти се натураат. Нема реклами кои што те прекинуваат. Нема реклами кои што вака сега ние зборуваме, поп-ап сега ќе се појави нели реклама или на средина ќе не прекине нас усред зборување, па ќе се појави некој мидрол или прирол и така натаму. И си помислив дали можеби ова е некој од причините зошто луѓе повеќе сакаат сега во моментот да се поврзат со еден ваков тип на содржина. Па да, не е толку интрузивно начинот на конзумирање на аудиото и на подкастите, колку да пример што е YouTube или било кој, на пример сега и Facebook. Да. На Facebook е дури по иритирачки оние прекинува затоа што рекламите толку немаат логика и толку немаат што немаат логика, него треба време дека се вчитаат. Мене најмногу мрзи дека чекам да ми се вчита. И уште на почеток ќе ми каже едно 30 на секунди ќе ми го отполни она и уште ме нервоза ме фаќа, многу често ми се случува да го исклучам видеото кога го гледам тоа. И најверојатно е тоа е една од причините зашто луѓето сакаат да слушаат подкасти, затоа што знаат дека тој подкаст е спонзориран од најчесто е од една компанија спонзорирано. И оди на почетокот и оди на крај. Дури во содржината помеѓу тоа нема никакво нарушување на самиот и онаа форма на native advertising, затоа што самиот водител, нели, секоја емисија различно прави некакво поврзување со темата или слично или кажува се заблагодарува и делува некако многу по-приемчиво, по-соодветно за таа форма. Имавме гостинка од Романија која што ни држеше мало обука за подкаст, повеќе беше споделување на незиното искуство. Она го има најпопуларниот подкаст во Романија, кој што е наративен подкаст. И сега во однос на бројките, пошто малце ја допра таа тема во прашањето, незиниот подкаст има точно 5000 лојални слушатели. Со оглед на тоа кукава е Романија, тоа е супер број. Тоа е добра бројка, ама знаеш кога ќе видиш колкава е Романија, може и да речеш па добро, толку милионска земја, само 5000, зошто го правам ова и зошто би некој би бил заинтересиран во ова да даде пари. Меѓутоа тука мора да разберат и компании и маркетинг агенции дека подкаст публиката е многу лојална. Она те слуша затоа што на вистина сака да го слуша, а тоа не затоа што ти случајно си и улетал на Newsfeed или на нешто. И е многу добро дефинирана затоа што темата која што ја слуша знаеш дека ќе биде заинтересиран за тоа. Така да никој не би останал саат време да слуша нешто ако не е заинтересиран. И сега ова беше сосема, значи она го прави тој подкаст, меѓутоа кога го прават тој подкаст ни раскаже на друга приказна што е многу интересна. Во нивната редакција се случува неколку од редакцијата да станат мајки, татковски, односно родители. И се одлучуваат да направат подкаст на тема родителство. Има од прилика некаде 2 до 3000 публика
и бил спонзориран од компанија која што производи за бебиња. Добро. И тоа е многу паметна стратегија на било која кампанија. Подобро ќе дам 10.000 евра на подкастот и ќе знам дека од 2000-3000 луѓе сигурно таму некој ќе купи од мојот производ, затоа што тоа се луѓето твоите главни корисници на производ. Ако нив не им продадеш, отколку да ставиш банер на вебсайт на кој што не има многу голема посетеност, ама не знаеш која е точната публика, не знаеш дали има родители, може и да нема родители, ама знаеш дека подкастот го слушаат точно или луѓе кои што се родители, или луѓе кои што планираат да бидат родители. Така што градиш можност за брендот некој што сега му треба производот и на некој што во иднина ќе му треба производот. Сега дали тоа кај на таков начин можеме да би размислувале компаниите и маркетинг агенциите да ги продаваат подкастите е друга работа. Меѓутоа генерално мора да се почне да се произведуваат подкасти за да се предизвика и до сега сме виделе видео проекти на инициирани и стартувани од сами компании, значи така наречени влогови, ајде да ги крстиме, и ние сме работеле нешто од тоа, секако и заедно со еден куп други брендови. Меѓутоа не сме виделе да се ни еден аудио проект, на ни еден бренд. Ја барем не можам да се сетам дека во Македонија некој бренд рекол, ајде сега ние ќе инвестираме, ќе правиме ваква и таква содржина за оваа тема, ама нема да биде видео, ќе биде аудио. Или нека биде видео, ама фокусот да му биде аудио, значи по концепт, по содржина, по тема и така натаму. Не се сеќавам, не можам да се сетам ни јас на такво нешто. Видео имало неколку серијали кои што и телевизиски и онлайн кои што биле баш на таа во таа насока, меѓутоа аудио мислам дека до сега немало. Генерално мислам дека имаме одредена мантра кој што го наштетува целиот процес, дека радиото никој веќе не го слуша, дека радиото е мртво, иако ова не е радио. Ова може би повеќе наликува на радиото од времето него на сегашното радио. Да, и повторно мислам дека се прави грешката. Имаме таа навика да кажеме тоа во Македонија не може да успее, тоа во Македонија и без при тоа да елаборираме и размислуваме зошто не може, да. Главното е сега да пробаме да јаваме нов бранд на популарноста на подкастите. Сигурно младите луѓе во Македонија не се имуни на тоа што се случува на светот. Сигурно многу голем дел од нив слушаат странски подкасти, само треба да најдеме начини како да им приближиме македонска содржина и да видиме што сакаат да слушаат од македонска содржина. Јас многу често велам дека регионот не секогаш е репер, иако многу често сакаме да кажеме ете видите има во Србија, има во Хрватска, има во Словенија, па зашто не би можело тука да има и слично. Меѓутоа де факто стварно гледам дека изминатава година дена, односно оваа година, да речеме 2019 година, се активираа многу подкасти, особено во Хрватска, а и вклучувајќи и во Србија. Некако ми се чини дека некогашните блогери кои што можеби сега имаат сајтови или работат нешто друго, почувствува потреба повторно да се вратат назад за да кажат нешто, за да елаборираат нешто и да споделат некое знање. Барем во доменот на темите кои што јас ги пратам. Не можам да судам и не можам да претпоставувам дека сега ќе видиме ние дека србите го направиле тоа, па ќе го направиме и ние. Иако во некоја мера, во некоја ситуација се посакувам дека некој ќе го види тоа и ќе рече добро, чим може таму, ајде да го пробаме ние тука. Чисто од аспект не дека ќе не зависи дека мора да има во Србија па да има во Македонија или мора да има во Хрватска па да има во Македонија, тука едноставно за да има повеќе луѓе што пробуваат и што експериментираат. Форматот е прилично благодарен, значи мене ми е како да кажам еден од фаворитите, иако да бидам искрен, јас не слушам толку многу подкасти. Значи почнувам некако оваа година повеќе да се претплатувам на разноразни YouTube канали, кои што во суштина ги гледам и ги слушам многу повеќе како подкасти отколку како YouTube класични видеа. Ама веројатно ми фали само уште таа некој свич на рутината. Си имам апликации, си имам некои омилени теми, нешто сум претплатен, па ќе видам на YouTube ако ми е интересно, па се префрлам постојано на аудио верзијата и се дослушувам во кола или на слушалки и така натаму. Види, едно од минусите на YouTube, иако е решено доколку сакаш да даеш некој долар месечно. Да, тоа. Е што кога слушаш на YouTube на телефона, кога ја симнеш апликацијата се исклучува и звукот. Меѓутоа ако имаш премиум акаунт на YouTube,
тогаш имаш можноста Да, у бекграунд да работи. да работи во бекграунд и тоа е всушност веќе класична YouTube, односно подкаст, како подкаст апликација. Без разлика што во позадина оди видео, ти ја симнуваш, можеш да си продолжиш да работиш што било сакаш друго на телефон и се надминува тој проблем, односно прагот на тоа дека сега не можам на YouTube да слушам, ама сепак да, треба да бидеш спремен да даеш 4-5-6 долари месечно, што не е многу генерално, али ја не ја гледам баш толку. али не мора многу немаш потреба, освен ако не сакаш да имаш видео без Реклами? без реклами и плюс ако гледаш на оние што ги имаат YouTube оригинал, што ги да. што ги прават само за да слушаш. Види, јас пред некоја недела сватив дека Step Up има цела серија со неколку сезони таму на YouTube спешал и бев воодушевен како тоа ја не сум знаел претходно, ме свегаш. За сите што ќе бидат изненадени во оваа ситуација, Step Up е еден прекрасен серијал на филмови. И Колку имаш 6 или 7? Поема немам. Сите сум ги изгледал, тоа знам сигурно. Ми беше долго време срам да го споделам тоа јавно, кога кажав сите испадна дека ги имаат гледани, дека ќутат и чекаат само некој да каже. Мите, ќе го продолжиме муаветот пак во некоја друга форма. Имав уште еден дел од муаветот, ама доста е за денеска. Доста е, мислам, што кој ќе не гледа. Кога да го чекаме вашиот подкаст? Кој што може а може би мора да се случи. Кој нашиот подкаст? На Види вака подкаст. На Види вака подкастот ќе се случи, мора да се случи, без разлика што ќе покаже истражувањето. Без разлика дали ќе покаже истражувањето дека генерално луѓето немаат интерес да слушаат аудио. Ние и ако се случи тоа така да биде, ние би оделе на варијантата дека мора да го пробудиме интересот кај некого, односно ако создадеме добра содржина дека некој ќе го привлечеме. Истражувањето би требало да се случи јануари, февруари да се анализираат податоци и да имаме некои заклучоци. И најверојатно таму првите епизоди би се случиле март месец некаде. Добро. Иако еден кој што секако ќе го стартуваме без ова истражување, пошто решивме дека еден без истражување да пробаме на тепка еден да видиме дали можеме да погодиме без многу размислување, кој што се вика Мршу PM10 и ќе биде како што насловот си кажува посветен на проблемот со загадувањето, да, со аерозагадувањето, иако не мора да биде само аерозагадување. Со каква динамика е планот? За Мршу PM10 планот е на неделно ниво, динамиката, а за овој другиот кој што ќе биде врз основа на истражување, најверојатно ќе биде 2 пати неделно. Не 2 пати неделно, 2 пати месечно, двонеделно. Аха. Пошто таму имаме некои обврски спрема партнери во кои што мораме да испорачаме 6 епизоди. И ги гледавме дека ако почнеме март, април и мај, а у мај мораме да ги имаме тие 6 епизоди, дека ќе треба отприлика две епизоди по месец и не би оделе нешто повеќе од тие 6 епизоди, пошто тоа ќе треба да биде всушност отприлика студија на случај да видиме што сме научиле од истражувањето, каде можеби смутнале во анализа на податоците од истражувањето, кога сме тргнале во продукција кои биле проблемите, што сме направиле во да направиме промени за да ги надминеме некои проблеми. Генерално ќе сакаме да дадеме еден да речеме блупринт за тоа што да се кои треба чекори да ги пазиш за да кога би сакал да почнеш одреден подкаст. Кога ќе го помине тоа, ќе се вратиме назад тука и ќе зборуваме повторно за бројките и за статистиките и за искуството и за мерењата и слично, пошто мене ми е таа една тема која што ја избегнувам упорно и со Комкаст објавиве да ја правам, а веројатно треба во смисла на тоа дека се отвара кога ќе почнеш да објавуваш редовно едно брдо на прашање од поглед на статистики, докази, бројки, сервери, сервиси, платформи, реклами и слично. Некој ќе изгледа демотивирачки кога создаваш некоја содржина и која што реално си вложил доста труд и објективно е квалитетна, а на крај добива малку бројки во гледање, се тоа е демотивирачки, меѓутоа како што кажав, ја бев изненаден кога од Романија со тукава милионска земја, најпопуларниот блог е само 5000 луѓе кои што го слушаат
И тоа беше авторката беше пресретна со таа бројка, што значи дека можеби треба и ние да се прилагодиме на нашите На тие очекувања, да не бидат превисоки, па тој демотивирачки фактор да не влие премногу. Најверојатно лојална публика од 1000 луѓе на подкаст во Македонија е премногу. И премиум. И е премиум. Некоја реална бројка може да биде 500 со добра работа, со добра. И сега може некој ќе ти рече, тоа е смешна бројка, меѓутоа јас би рекол тоа е лојална публика и не треба да се третира како масовна публика, туку треба да се третира малце подруго. Ти благодарам за муабетот. Јас уживав. Ние го завршуваме овој комкаст овде. Тие што сакате, најдете го начинот на блогпост или тука линкови долу, да се сабскрајбнете на YouTube, на iTunes, на Google Podcast, Spotify уште немаме, пошто VPN-от не ни работи. И веројатно нема да имаме за нова година уште една, секни празници.